Имам голема чест повтор да се обраќам во име на фондот, односно добитница на фондот. Се ова се случуваше пред година и пол, кога прв пат во животот почувствував поддршка од некого, тоа беше државата. Ветивме и полека го исполнуваме тоа што го ветивме. Фондот не е само партнер финансиски кој што дава пари, тоа сакам да го споделам сега пред вас, веројатно дека ниеден друг не ја поминал приказната која што поминав јас. Од фондот добивме две работи кои што верувам дека никој друг не може да ги пружи. Импала е првата компанија од Југоисточна Европа која во последните 10 години е поканета на Светскиот иновацијски форум во Давос. Тоа е само благодарение на фондот, заради тоа што фондот организираше представување на неколку компании пред инвеститорот Еван Лутра, кој што видел огромен потенцијал во Импала и не покани да бидеме компанија која што не треба да плати, туку учеството е гратис, а знаете дека Светскиот иновацијски форум е кремот на најмодните луѓе во светот од било која област. Втората работа која што верувам дека е уникатна, ама можеме сите да се надеваме дека ќе ја добиеме од фондот, е врските и поддршката која што фондот успеа да ја изгради со странски стейкхолдери, заради тоа што тие гледаат во фондот институција која што навистина може да помогне на македонската економија. Така, во соработка со израелскиот амбасадор Дан Ројан, во минатата недела бев во Израел, организирана посета на сите стейкхолдери кои што навистина може да помогнат на Импала да ја исполни својата цела, тоа е да биде барем првиот юникорн во Македонија. И верувајте дека секаде бевме препознаени, а посебно беа препознаени напорите на Фондот за иновации. Ве молам, тоа се обраќам и до менаџментот и до идните структури. Немојте да престанувате со ширење на позитивна енергија, заради тоа што никогаш во Македонија до сега немала таква енергија помеѓу бизнис секторот, никогаш не се развивале толку креативни решенија и никогаш до сега младите луѓе не гледале простор во Македонија да направат нешто кој што ќе остане трајна вредност.